разговараме со бизнисменот, поранешен пратеник и градоначалник на Скопје Трифон Костовски. Господин Костовски, начнавме во еден дел од почетокот дека оваа криза предолго трае и веројатно ги оптоварува сите. Меѓутоа, значаен дел од луѓето, особено оние кои што излегуваат на протестите за заедничка Македонија, навистина веруваат во тоа дека Македонија е нападната. За жал морам да констатирам дека голем дел во протестите луѓето се изманипулирани. Секој има право да протестира. Меѓутоа да повикува на масовен излез, да повикува на масовност понеделник, вторник, среда, само може да си го дозволат луѓе кои што веројатно имаат некои информации за некои нешта кои што ќе следуваат. За Македонија во моментов не можам да видам никаква опасност од надвор која што би дестабилизирала ситуацијата и ја би алоцирал комплетно проблемите кај точно во македонскиот блок на политичари кои што треба да сигнат тензијата меѓу себе. Ја не би имал ништо против Груевски и Заев да седнат едно кафе да се напијат, да поразговарат, бидејќи во прашање се нивните големи изјави кои што ги слушаме сите, рефлексијата кај тој понискиот ешалон на луѓе и граѓани е далеку посешна и далеку поубиствена за безбедноста и сигурноста во развојот на Република. Што би правиле муабет? Заев или немам потреба јас веќе да седнувам со Груевски, ниту имам намера да седнувам. Муабетот мора да се скрши, да се убедуваме со аргументи, не од аспект на сила. Нека аргументите бидат стајани на маса. Ние, објективно, јас не припаѓам на ниту една политичка партија. Меѓутоа, изборите поминаа веќе 3,5 месеци. 4 месеци влегуваме скоро. Се уште ние немаме влада. Од друга страна, парламентот е блокиран. На додаток на сето тоа имаме веќе организирани кои што понад 40 дена траат протести низ цела Македонија во кои што е загрозена Македонија и ја не знам од колку е загрозена, меѓутоа луѓето се убедени дека е загрозена. И во тоа треба да седнат луѓето, тие што се најповикани, да одговорат на јавните прашања кои ги поставуваат и протестантите, и тие луѓе кои што имаат дилеми со нешто што се случува вистината за Македонија. Но пораките се јасни од Европската унија, па дури од Столтенберг, од НАТО, кој што вели дека треба да се оди на избирање на претседател на собрание, дека треба што поскоро да се формира нова влада. Ја тоа го поддржувам. Сепак мнозинство е направено ново во парламентот. И тоа мнозинство треба да се почитува согласно уставот и правилникот, односно статутарниот услов кој што е поставен во законите на Република Македонија. Тоа е легитимно право да мнозинството пратеници во парламентот денеска формираат влада. Зошто тоа не се дозвола и кои се тие подлабоки причини да тоа не се случи? Тоа треба да се одговорат самите креатори на овие немири. Затоа јас претендирам и инсистирам, бре луѓе, мора да сватиме една работа, обичниот човек е загрозен. Ниту на Заев, ниту на Груевски нема да им фали ниту едно влакно од главата. Меѓутоа ќе му фали многу на народот, ако се пролеат неледите во уништување, во крв и внесување во една граѓанска војна. Да имаме предвид, Мишко, дека регионов е нестабилен, не само во Македонија. Гледате што се случува во Србија. Гледате што се случува на релации Америка-Русија. Тие големи сили ќе барат вакви ситници на кои што може да се закачат со цел да светот се повеќе биде нестабилен. Значи, не сакам мојата татковина, мојата земја и мојот регион да биде ставен во жижата на големите игри, на големите играчи како нестабилен. Голем дел од аналитичарите велат дека за сето ова се крие практично бегство на врвот на ВМРО-ДПМН од она што специјалното јавно обвинителство. Мишко, ја верувам дека е така, меѓутоа се додека не се докаже, чувствувам дека презумцијата на невиност треба да постои. Меѓутоа тие актери, доколку има нешто и вистина во тие бомби, треба да бидат доблесни дека нивното време е завршено. Не може до крајот на животот да сметат дека ќе рачунаат и ќе го мамат народот и ќе го изведуваат на улици и ќе го крадат. Доколку е така, говорам. Не говорам дека навистина тоа така го направиле. Меѓутоа, фактот
Дозволивме ние специјално јавно обвинителство, кој што сега го попречуваме во неговото функционирање. Дозволете да бевме ние нормална, организирана со сите институции држава и ние немаше да имаме потреба од специјално јавно обвинителство. Факт е дека сите институции во државата се партизирани. Не може така да се функционира. Не може партијата да биде над државните интереси. Посебно не над интересите на обичниот граѓани кои денеска ја сочинуваат Република Македонија. Тој прекрасен мозаик кој што го имаме од македонци, албанци, бошњаци, роми, сите малцинства овде како што се. Тоа е највото нешто кое што ние можеме да го испрашаме. И ние можеме да дадеме најдобар пример како може да има соживот. Како дозволивме ние вака да се поделиме на патриоти и предавници? Мишко, јас тоа го кажувам неколку пати. Дозволивме на политичката сцена да се инфилтрираат луѓе кои што го немаат тој капацитет да го водат народот. Немаат капацитет кои што имаат своја визија што е она што Македонија треба да го прави. Базата на секоја влада мора да биде основната база економијата, раст на економијата. Ќе се развивам таму. Ја не видов во сите програми кои што ги промовира и двата политички блока, не видов развој кој што ќе гарантира за 5, 10, 15 години како ќе изгледа Македонија. Еве денеска на вашите вести слушнав. 50% од површините на Орис нема да бидат засејани. Плюс тој обично селанец се жали не се платени субвенциите од 2012 година. Ви се молам за каква перспектива говориме овдека. Не смееме да го лажеме граѓанинот. Кој да е, од која националност да е и од која вера да биде. Мораме да говориме со истинските зборови. Македонија не е пребогата за да го лажеме. Меѓутоа мораме да го учиме народот дека мора да биде честен, мора да биде критичен, мора да бара и да добија она што му следува. Тоа ги слушавме Витанов и Адеми во анализата за и околу јавниот долг, за оние економски предизвици. Тие велат ние сите знаевме што се случува, ама молчевме. Нажалост, јас го знам тоа. Јас го знам. Прекумерното задолжување. Не ви повикувам лично вас. Зошто молчи бизнисменската? Мишко, ја не се амнестирам од мојата одговорност за ова што се случи во Македонија. Може би во одредени моменти сум имал можност во кој што сум можел да насочам барем нешто во Република Македонија да биде не во оваа форма манифестирано веќе. Дозволи, вината ја лоцирам кај себе. Меѓутоа, секој човек нека биде само критичен колку дозволи или направил за оваа држава и колку допринел за ваквата ситуација. Денеска недостаток дефинитивно на визионери во политиката. Имаме ние политички партии кои што функционираат како политички партии, меѓутоа кои што купи ден, продај ден. И само како денот да помине. Без одговорност, без отчетност према обична човек што презема опфаска дека ќе му го исполни. Лаги се сите тие предизборни ветувања. Јас кога би бил на предизборни ветувања, ќе му кажам, народе, ќе имаме толку колку заеднички ќе створиме, ама да работиме заедно. Не може опозицијата да ветува гарантирани лични доходи, таков стандард, ваков стандард, заев ги нема парите во джеб да ги дава. Мораме преди се народот да го едуцираме дека треба да работи. Може има проценка направена? Како ќе стигне до тоа? Дај Боже да има таа проценка, меѓутоа во ја што читав таа економска програма што дадоа, не е тоа што одговара на моите критериуми, дозволи да секој човек може да го има својот став. Па тогаш да ставиме вака да види како што да се. Не, никако. Вака не сме. Вака е ќорсокак. Вака е вовет во една граѓанска војна, нестабилност. Никако. Владата мора да си го добие мандатот. Колку ќе успе да имплементира од нивната програма, тоа народот ќе си го каже брзо после 3 месеци, 6 месеци, година дена. Со јака опозиција како што е ВМРО, кој што е на вистина имат виспрени луѓе во нивните редови, кои што ќе ги пратат сите аномалии кои што може да ги направи. Ние ќе имаме вистинска демократија, вистинска влада која што мора да работи во интерес на граѓаните. Ја не гледам тука потреба од стварање на една зовриена крв, од стварање на една зовремен напната ситуација во кој што ничим изазвани, што викаат србите, ние влегуваме, си ставаме трн во ногата. Зошто? Не можам да дадам се уште одговори да го најдам одговорот.
Тука пат ќе го лоцирам. Прашањето е точно во лидершипот во сите македонски партии, па вклучително и албански. Пратениците од СДСМ на оние долгорочни дебати и испратија порака додека вие се расправате овде, некој купува бензински. Дека такви работи постојат и постојали ќе постојат, тоа е неумитно и тоа е, мислам, ја не можам да бидам сведок на тоа, бидејќи тоа јас слушам само од јавност и не би сакал да коментирам за работи кои што може се и во доменот на шпекулации. Меѓутоа, сакам да кажем една работа, дека дајте да се отрезниме. Сакам да пратам порака, Мишко, многу јака порака, посебно до политичките лидери. Да го симнат речникот со кој што ќе говорат народ, и народот тоа нема да го трпи. Не народот, туку тие тоа не го трпат. Тие што се заговорници на тој народ. Народот не го остават, народот имаше можност во декември на изборите се изјасни зашто сака. Народот избра такви пратеници како што му одговарат на овој народ. И тие пратеници сега треба да формираат нова влада. Тука, овој, верувате ми, ја често пати се прашувам, имаме институција претседател. Сега сакавте да ве прашам. Ние имаме една ситуација во моментот каде што не функционира буквално ништо. Блокирани сме, парализирани сме од Претседателот се срами овде кад изјава Македонија дека на мандат на Заев нема да му даде, ние мораме да добиеме информација или добиеме информација преку некој хрватски дали портал, дали некој медиум. Ве молам, што е причината анимозитет доколку постои меѓу тие две личности, тоа е нивна приватна работа. Овдека имаме ние уставни работи. Дајте да го почитуваме. Ако ВМРО се бори за уставноста, тогаш и интересите на Република Македонија треба веднаш да дозволи да се конституира собранието, да се формира влада и нека влезе во опозициони редови и нека работи. Ќе работиме сите заеднички ако оваа влада сгреши. И ако оваа влада и понатака греши, ќе работиме заеднички повторно до нови избори кои ќе донесат на вистина дефинитивно да се испили нешто поквалитетно меѓу овој, да не кажам веќе во оваа јаловина што денеска ја гледаме на политичката сцена. Имаме млади перспективни млади луѓе кои што имаат прекрасна визија и идеи како можеме Македонија да однесеме. Јас сум длабоко убеден сум. Македонија има големи шанси. А возможно ли е вакво нешто, затоа што во еден дел од разговорот гледам, сега може би тој мој впечаток како овој за релативизирање и изравнување на Заев и на Груевски, релативизирање во смисла на тоа јасно е кој го крши уставот, господин Костовски. Мене ми е многу јасно. Дали е нарушена унитарноста на државата? Дали вие верувате во тиранска платформа? Не е нарушена, во ниеден момент не е нарушена унитарноста. Меѓутоа, унитарноста е процес кој што треба да работиме заеднички. Не со вакви поделби. Не во името на народот да говори само на собствената коалиција. Јас тоа и го кажа во еден случај. Ако патуваме за Охрид, меѓу Кичево и Ботум, пред Охрид, вие не можете да видите македонско знаме. За каква унитарност тогаш говориме? Тоа е процес, Мишко, кој што мораме сите заеднички да работиме. Преди се политичарите во кои што треба да ги тие односи релативизираме. Верувај ми, повеќе народот е свесен за тој соживот кој што и текако нам ни е насушно потребен, е свесен од колку политичарите. Затоа сакам да упатам, унитарноста се гради. Тоа е нешто, еден долг процес. Сега во оваа констелација ние сме патриоти или предавници? Не знам како сакаат нека ме крсат, меѓутоа историјата ќе го каже моето мислење или моите ставови после одредено време, можеби јас грешам, Мишко, не знам, можеби греша. Меѓутоа, на база сите факти што ги гледам пред себе, апсолутно здравиот разум, резон ми вели дека ова е нешто небитнина, дека ова е нешто кој што се подкопува со цел да се заскријат некои лични интереси или интереси на поединци во одредени структури на високи партиски членови. Кој ги хушка овие луѓето што излегуваат на протести, што бараат? Видете, тоа за секој паметен човек тоа основното прашање. Прво, кој го финансира се тоа? Кој? Не, па затоа јас не знам. Официјално немаме ни ја никакви извори кои што ми се достапни мене за. Не може малиот Богдан да говори дека понеделник, вторник, среда мораме да бидеме многу будни на протести, а денеска да имаме изјава од премиерот
во кој што вели народот тоа нема да го трпи. Значи тоа е синхронизирано. Поранешниот премиер. Да, се извинам. Нека ми прости. Сакам да кажам, значи тоа говори за еден синхронизиран систем во кој што е контролиран од една политичка партија која што е во одење од власт. Апелирам и до членовите на таа партија. Има паметни и умни луѓе. Апелирам преди се до врвот на таа партија. Нека не го стават интересот на Република Македонија и државниот интерес и интересот на обичниот граѓанин во задни план, со цел да си ја сочува сопствената кожа. Имавте една изјава, сега извинете што ја враќам за и околу егејците и бевте практично линчувани од Мишко, и понатака гледам дека јас сум тема на одредени структури овдека од протестиве за Македонија, во кој што често пати не пропуштаат едноки да не ме спомнат по било каква конотација. Јас сум македонец. Моето потекло македонско е мешано. Егејско, вардарско. Јас во изминатите 20 години непрекинато соработувам и ги спојувам сите наши тие корени што ги имаме во егејскиот, пиринскиот и во албанскиот дел. За јавноста да знае. Ја со децени го финансирав бугарското издание на македонски бугарски јазик Народна волја. Го финансирав изданието во Преспа на македонците, Преспа што се викаше кој се печатеше во Пустец и Голобрдо. Секоја година не испуштам да не одам во егејскиот дел и да таму го прославам Илинден во Овчарани, кој што се слави на 21 јули, согласно календарот кој што е грегоријански. Затоа сакам да кажам, секакво импутирање на мојата поделба на македонецот, тоа лажна и има намера само да победи. Сосема за крај, има ли надеж за оваа Македонија? Јас веројатно ако ве прашав пред 10 години дека ова ќе ни се случува денес, вие веројатно ќе ми се насмеете. Мишко, жал ми е што толку време губиме. Македонија има капацитет и потенцијал на вистина. Ево овој Селане што го видов што кажа што ќе сеам орис кога не ми се платени субвенциите од 2012 година. Тоа е одговорот на патеникот наш македонски овдека. Тоа е за мене многу посилен речник и говор отколку говорот на Груевски денеска дека народот ќе се нема да го трпи се тоа. Не постои никаква ниту платформа, ниту нешто што може да промени ситуацијата во Македонија. Македонија час поскоро треба да влезе во НАТО. Час поскоро треба да влезе во Европска унија, да ги делиме тие вредности. Ја не гледам амбиција кај политичките лидери да тоа прашање го решат со нашиот сосед Грција. Мораме тоа да го решаме. Тоа се форс-мажор прашање кои што не трпат одлагање. Бидејќи Македонија ќе западне во можни сценарија во кои што може и да снема. Тоа е најмалце што го посакувам. Барем оптимистички го завршивме муабетот. Ви благодарам што бевте дел од Дневникот на телевизија 24.